председателке, почитувани колеги пратеници, почитувани присутни. Со внимание следам општата расправа на буџетот изминатите неколку дена и не можам да не искоментирам дека сум разочарана од поединци кои кажуваат дека немаат амбиции да бидат дел од раководството на СДСМ, а гледаме како овие денови овде изнесуваат лаги, измислици, прават сценарија, имаат пишани говори и очигледно не ја научиле пораката кој што граѓаните ме испратија на изборите. Додека од друга страна, ние разгледуваме буџет кој што повеќе не е бел лист хартија, која што може да трпи се, а како што знаеше да каже еден нивен претходен председател. Ова е стратешки документ кој раѓа надеж дека Македонија може да биде нормална и напредна држава. Пред нас е предлог буџет за 2025 година. Амбициозен буџет, предложен од амбициозна влада, со амбициозни луѓе кои имаат реална намера да ги исполнат ветувањата кон граѓаните дадени на избори и програмата на владата 2024-2028 година. Ако убаво го разгледате овој буџет, ќе сватите дека ставка по ставка, програма по програма, реализираме ветување и отпочнуваме со една нова ера. Започнуваме со една ера на стабилизација на Македонија. Започнуваме со една ера на фискална консолидација. Ера на странски инвестиции, капитални проекти кои што ќе станат реалност, ера на обнова, ера на грижа за младите и грижа за секој граѓанин, ера на дигитализација, ера на зголемен животен стандард. Долго време државата беше окупирана, заробена, девастирана, искрадена, а граѓаните беа понижени. Време е да ја вратиме на вистински пат со вистински и реален економски раст, вистинска и реална грижа. Дека имаме искрена желба и намера. Еве, ќе ви дадам еден пример и ќе ве повикам на интернет да отворите една платформа која што се вика odgovornavlada.com, преку која што ќе може да се следи работата на владата и тоа за секоја област за која што имаме дадено ветување. Заврши времето на избришани програми, речено, поречено, заборавено, едно зборувам, друго правам и слично. Транспарентно, отчетно и достоинствено ќе изградиме Македонија во современа и европска држава во која младите ќе се остануваат дома. А една година од сега, кога пред нас ќе имаме друг буџет, ќе се видиме повторно во оваа сала и повторно на оваа говорница и ќе видите дека кога се сакало, се можело. Граѓаните не разбираат бројки. Која ставка колку се зголемила, која ставка колку се намалила и ни воопшто тоа не им е битно. Битно е тие да ги осетат промените. Битно е да добијат повисоки плати и оние вработени во образование, и оние вработени во здравство, и оние вработени во полиција. Битно им е повозрасните членови на семејството да можат самите да си ги платаат сметките. Битно им е да не се возат по дупки, да во 21. век конечно имаат канализација. Битно им е во општините да имаат градинки, учебници за нивните деца. Битно е да видат дека царината, управата за јавни приходи, јавното предпријатие за државни патишта добиваат многу повеќе, собираат многу повеќе приходи само со добро менаџирање и кога нема крадење. Граѓаните ценат искрен пристап, многу работа, многу залагање, многу труд и кога сме кај тоа, не можам а да не искоментирам еден дел од буџетот или неколку аспекти кои што не приметив дека воопшто некој ги коментира на оваа говорница. Да, првиот ден од расправата на буџетот беа присутни и представници на судската власт. Беше присутен јавниот обвинител на Република Македонија и беше присутна председателката на Судскиот совет. Малку чудно е што судската власт се одважува за прв пат и да се појави на расправа за буџет. Изминатите 7 години ми се чини дека немаа таква храброст. И тоа е добро. Тоа покажува дека оваа власт е транспарентна,
и гради мостови за соработка. Тоа покажува дека бизнис, политичките влијанија од кои што се плашеле овие челници не се во нашите редови и сега наеднаш тие сакаат да работат. Но не би било искрено ако не потенцираме дека во историјата на државата судството и обвинителството немале повисоки буџети. И тоа буџетот на судската власт е за речиси 8% поголем од ребалансот предвиден за 2024 година, а кај обвинителството имаме зголемување за 9,5% во однос на ребалансот. Дали е доволно? Не. Но дали би било оправдано било кое зголемување на буџетот ако се земат в предвид скандалите кои што ја тресат македонската јавност, а поттекнуваат токму од овие редови? Ќе оставам простор за размислување и дебата. Без сомнение, тоа е клучна област за развој на една правна држава. Меѓутоа, пред да ја разгледаме потребата за зголемување на финансирањето на правосудството и обвинителството, мораме да се соочиме со многу важни критики кои што ги поставуваат граѓаните, како и стручната јавност. Во последните години довербата на граѓаните во правосудството е алармантно ниска. Само 2% од населението имаат доверба во судовите и обвинителствата. Ова е сигнал дека нешто не е во ред, дека системот не функционира како што треба и дека граѓаните не го чувствуваат правосудството како средство за заштита на своите права. Наместо правичност и ефикасност, многу луѓе се соочуваат со доцнење на постапките, правни нејасноти и многу корупција. А замислете, токму од буџетот, наменет на судството и обвинителството, секоја година се одделуваат финансиски средства кои им се исплаќаат на граѓани поради извршни исправи за судење во неразумен рок, извршни исправи од судот во Страсбур, дисциплински постапки никогаш за истите не се отворени, ниту пак постапки за разрешување на оние кои што повторно и повторно судат на исти начин воопшто нема. Во овој контекст, поставувањето на барањето за зголемување на средства во правосудството и обвинителството мора да биде предмет на внимателен преглед. Дали повеќе пари ќе го решат проблемот? Не. Ако нема реформи во самиот систем, буџетските средства не можат да го поправат структурниот проблем кој што лежи во етика и интегритетот на самите суди и обвинители. Доделувањето на поголеми финансиски средства треба да биде условено со целосна и системска реформа која што ќе значи повисоки стандарди на етика и морал во правосудството. Ги знаеме фактите за случаите на злоупотреба на должност, неетичко однесување и неподготвеност да се сносат со влијанијата однадвор. Судските одлуки неретко се подложни на сомнежи и окажување за можни политички влијанија. Слабиот интегритет на поединци во правосудството само ја влошува ситуацијата и ја продлабочува недовербата. Иако не можеме да ги обвиниме сите суди и обвинители, статистиката, извештаите на независни институции укажуваат на сериозни проблеми во етичките стандарди, транспарентноста на работата на судиите и обвинителите, а истите имаат недоверба и едни помеѓу други. Особено треба да се запрашаме и за улогата на судскиот совет и советот на јавните обвинители, кога тие не успеваат да ја остварат својата основна функција, да се грижат за независноста и интегритетот на правосудниот систем, целокупниот систем на правдата е во ризик. Наместо да се создаде доверба, често гледаме случаи на нејасни одлуки, застарување на предмети и неадекватни санкции за оние кои што ги прекршуваат основните принципи на правдата. Ова е сигнал дека на овие тела им недостасува и морална и професионална решителност, но и волја. Бидејќи за волјата зборував предходно во мојот говор, ќе потенцирам. Без волја од страна на самите суди и обвинители, без волја од овие тела и ако сакате подобро да кажете без оставки, не може да се направи реформа и не може да продолжиме понатаму кон она на кој што се стремиме, а тоа е правна држава. Да се постави прашањето дали е во ред да се бараат дополнителни финансии за институции кои што не покажуваат доволно одговорност за работа.
на нашето општество му е потребен систем кој што ќе биде ефикасен и правичен, а тоа не може да се постигне само со зголемени буџетски средства. Ние мораме да бараме одговорност, мораме да ја поттикнуваме транспарентност и извршиме реформи кои што ќе создадат професионален и етнички правосуден систем. Ајде да отвориме дебата за додатоците на плата од 30%. Ајде да отвориме ваква дебата и да прашаме кому се исплаќаат овие додатоци, дали на секој судија му следува и дали тоа е тоа поради кој што судиите се незадоволни од дадените буџети. Предлозите за зголемување на буџетот треба да бидат поврзани со конкретни реформи и јасни резултати. Првенствено, мора да се постават стандарди за избор и оценка на судиите и обвинителите кои што ќе бидат транспарентни и јавни. Треба да се обезбедат механизми за надзор и санкционирање на неетичкото и неефикасното работење. Сето ова ќе биде основа за изградба на доверба која што за жал ја изгубија нашите граѓани. Почитувани, само со реформи во системот, кој што го имаме ветено, и континуирано унапредување на интегритетот, моралот и ефикасноста, буџетските средства ќе имаат вистинска вредност. Сметам дека за да се оправдаат барањата за дополнителни средства, правосудните институции мора да ги покажат резултатите и само тогаш ќе добијат соодветен финансиски ангажман. За крај, не заборавајте, правосудството не е само механизам на државната власт. Тоа е основа за доверба и правична заштита на сите граѓани. Буџетот е само еден од многуто инструменти, но вистинската реформа е клучот за негово успешно користење. Затоа, ќе завршам, сметам дека барањето повеќе пари од било која институција во државата не треба да значи и успех праволиниски. Доколку истите не се залагаат и не прават промени во своето работење, не покажуваат волја и не покажуваат етика и морал, реформите нема да следат. Ви благодарам.